Почитувани гледачи, добар ден. Уште еден викенд и уште едно попладне и уште еден неделен микс. Не знам какво е времето надвор, не гледам временска прогноза, но она што колегите ми кажа дека е права зима и дека подобро да останете внатре и да гледате неделен микс. Ете, една позитивна и ведра работа во зимата во март. Тоа баш и со мојата прва гостинка денеска дискутиравме, но се надеваме дека за брзо ќе ни дојде пролета. Моја денешна прва гостинка на големо задоволство е нашата прекрасна, талентирана, убава, значи се позитивни епитети имам да кажам за мојата прва гостинка, Катерина Шехтанска. Благодарам што си во неделен микс. Ти благодарам пред се за поканата и за преубавата најава. Да, баш и сега коментиравме и за времето и за се, но ние ќе оставиме се настрана и ќе се фокусираме на убави и позитивни ведри теми. Секогаш. Катерина, може на ти, така? Да, апсолутно. Потекнуваш од семејство на актери. Твојот татко Александар Шехтански е наш познат и врвен актер. Дали од малечка знаеш дека ќе бидеш актерка? Па да, мислам дека од мала знаев кај ќе ми биде патот и никогаш не бев во дилема. Единствено само еден период кога требаше да се запишам на академија, кога татко ми почна да негодува, да не одам и кога почна и од балет да ми кажуваат дека е подобро да останам во балетот, сакав паралелно да запишам веќе втор пат го објавувам тоа дека сакав да одам на правен факултет и дека доколку не бев ова што сум, ќе бев адвокат. А инаку, како дете растев јас во балетска сала, на сцена, и се знаеше дека ќе ми биде и сонот и патот натаму, дека апсолутно немаше да бидам ниту стоматолог, ниту инженер. Дете растено во театар, натаму ме влечеше професијата, љубовта и некако само по себе си дојде да наместо во градинка татко ми однесе во театар, па има сцена каде што нели како мало дете не можев да ги разликувам работите, дека тоа не е вистински, дека него те пати не го малтретираат татко ми вистински, него тоа е само сцена, па ме однесе во балетска сала, па во балетска сала нели нормално кога ќе дојде балеринче мало, тогаш беа во склоп заедно мената опера, балет и театар. И нормално, нели, беа сите тука колеги, генерацијата на татко ми балерините, им беше интересно, па ајде шпага, ајде ова, ајде она, и некако случајно се открија моите балетски кажано руски предиспозиции и некако почнаа, нели, да течат разговорите со татко ми дека јас морам да, кога ќе ги имам годините, да се запишам во нижото балетско училиште. И некако така почнав да не сакам градинката, да сакам да одам во театар и на балет. И почесто да ги посетувам, да ги облекувам тие пачките, балетските фустанчиња. И некако нормално, како се тргнав на балет, си ја засакав сцената, потоа многу брзо дојдоа и па мислам дека во иста година, само што беше годишниот концерт на МБУЦ, веднаш потоа бев повикана и на професионална балетска, на актерска представа, значи за глума. И некако така, тие две работи ги споив и мислев дека уште од тогаш тие две работи се едно без друго не можат и дека кога ќе пораснам, ќе бидам и балерина и глумица. Така некако од мала го имав тоа зацртано. Да, и тоа некако во другите земи европски... Секаде. Секаде оди во комплет, нели? Оди затоа што, например, ние на ФДО имаме предмет сценски движења и танци. На балет имаат глума. Така да тие две работи една без друга не можат и сметам дека точно секаде во светот форсираат на тоа да еден актер да има и движење и нели да има колку што може повеќе балетски работи на сцена кога се работи, например, се нели зависи од представата каква и што се бара од неа, но сега во подем се нели многу повеќе кореодрами и без разлика кога и обична представа се бара од актерот да има сценско движење, ама со ова што го имав јас во себе, мислам дека многу неискористено е што некако ми рекоа или актерка или балерина и тоа ме пресече, затоа што не ми беше јасно зашто тие две работи не знаат да ги спојат една во друга. А може многу да ги искористат? Апсолутно, сега се користат. Сега гледам, јас морам да кажам дека јас сум единствена балерина и глумица која што не заигра во ниеден мюзикл.
Да, тоа апсолутно не е по моја вина, мене никој не дошол да ме викне па јас да одбијам. Сакам да кажам дека кај нас се работите такви какви што се. Значи, кај нас функционира се некако изопачено и ми е многу криво што јас тогаш како добра балерина, кога се запишав на факултетот за драмски уметности, јас 2 години паралелно, значи не зборам за ребис, зборам за професионален класичен балет. Значи, јас играв во тогашен МНТ, сега МОП, играв балетски представи, бела класика кој што удар на тогашниот репертоар. Значи со наши познати врвни балетски имиња. Значи јас не играв нешто па да ми рече пример ребис да им смета или нешто што беше не модерен знам. танц, Не само модерен, него нешто што можеш да го прекинеш. Значи јас сакав да си го завршам факултетот и паралелно нели да си го држам балетот затоа што никој не ти гарантира тебе дека после дипломирање веднаш ќе те вработат, како што беше со мене ситуацијата. Јас после 10-12 години се вработив. Затоа сакав да си ги имам двете во едно. Веќе во балетот го имав постигнато тоа ниво, каде што навистина можев да напредувам и веќе последната представа каде што играв веќе бев во солиден дел на значи не бев во ансамблот, значи од ансамблот од прв ред, веќе најдов на дел каде што се по 6 каде што си игра. Значи веќе навлегував пополека во солистички води. Што не велам не, можеби ако си тераше како што треба и како што беше планирано, ме планира и за солист. Ама ете така некако се изместија работите на факултет, ми кажаа дека не смеам двете работи, они малку идеа на една фраза, 2 лубеници под една мишка, дека не можат да се носат, дека едната секако ќе падне. И го постигнаа тоа, стварно едната падна. Да, мене ми никако жал поради тоа. И мене ми е непреболена тема ми е тоа, во секој случај. Вие навистинете и да, и во ребис исто така, сите ве знаеме, јас се сеќавам пораснав гледајќи ве. Ребис е друго, да, ребис е сосема нешто друго. Значи, ребис почна во склоп на Гоца кога го отвори ребис, ја не сум од првата постава, дојде професор кај нас во балетско и она ме викна сосема случајно кога јас на 14 години играв на Охридско лето на представа која што ја правеше покојен Екрем Хусен. И таму бев повикана исто како млад балетски играч, многу често не зима од театар деца кои што бевме нели поталентирани и не става во дел од нивните представи. И од таму потоа јас почнав во ребис кој што нели како мене како професионална балерина, мене ми беше ребис исто така каде си на балет. Нели ама ребис е приватно школо, ова е класично државно училиште. Така да тие две работи се различни, ама сепак јас настојував и сметав дека секој играч треба да е пред се и балетски играч и дека и голем дел од балерините во ребис учесничките беа и со нижо балетско училиште. Значи пак настојував на тоа да се има висок професионализам и ребис така и функционираше. И многу добро функциониравме затоа што ребис беше балетска школа која што ги покриваше сите естрадни уметници, значи зборам од народно до забавно до реклами до се. И затоа медиумот е многу јак и многу е моќен за разлика од сцената, каде што доколку нели си на сцена мал број на публика е таа што може да те види. А веќе медиумски кога си експониран е поголема маса која што може да те запознае, која што може да те сака, да те мрази, што и да е. Да, токму така. Си глумела во многу театарски представи, Македонска крвава свадба, Евангелие на глупоста, Жена брзозборка, како да се огради банка, за секој не се многу. Меѓутоа се значени, да кажам. Па добро, ама не се многу. Еве, да, реално да кажам, не се многу. Јас имам 41 година, од својата 9-та година сум на сцена. Мојата прва представа беше на 9,5 години надвор од думот, која што беше дипломска представа на Васил Христов. И еве јас кај Васил Христов после како му доаѓа? После 30 години прв пат заиграв повторно. Во Драмски театар ја правеше представата Крал Иби. Морам да кажам дека репертоарот кој што го имам е ништо во споредба на она што би требало и што би можела јас да го изиграм со овие мои години. И мислам дека многу повеќе функционирав кога не бев дипломиран актер и кога бев само балерина и кога бев само медиумски експонирана нели во реклами, во ТВ спотови, што и да беше нели поврзано со ребис или и преку балет, отколку сега од кога ги имав двете професии, двете дипломи во рака, и балетската и актерската.
Што не ми е јасно зошто е тоа. И мене не ми е јасно. Јас до ден денес сум се уште со многу прашалници и многу пати знаат да кажат дека или ми го поврзуваат презимето политички или што и да, што мене ми е тотално нејасно и не е битно затоа што не ми е јасно како можеш некого да го ставаш во таква рамка кога или си добар или не си добар, или може да те искористат или не може да те искористат. Апсолутно е небитно, па поготово јас кај што не сум ни партиски ни политички определена, јас у принцип сум човек кој што лае и против тие, така да може би и поради тоа. Ама во секој случај да си дете на актер е мач со две острици. Имаш моменти кај што има луѓе кои што и те сакаат и те мразат. И тоа е исто така неправилно, затоа што доколку, пример, јас и ти немаме добар однос, не мора да значи дека јас ти го чекам твоето дете утре да му вратам, да му направам нешто. Се разбира дека нема да го чекам да дојде во мој води, па тебе Марија, ти беше мајка, па сега ќе видиш ти што ќе ти се случи. Да, и тоа се случува кај нас, што е многу жално. Многу деца на актери од кај нас го има тој проблем и го имале, а има и некои на кои што им е многу лесно трасиран патот, каде што веројатно кај нас сте поделени на кланови, кога ќе бидат тие постојано на некаква позиција, многу лесно функционираат дали ќерката, дали синот, дали родителот кој што... Ќе го искорениме ли тоа никогаш, да прашам? Па не верувам, со оној менталитет кој што ние го имаме, не верувам, затоа што се уште сме народ кој што не цени ништо, не вреднува квалитет, секогаш гледа тоа што е добро да го отфрли, да го погази, да го уништи и никогаш не се вложувало доволно во некој кој што можел да даде многу повеќе. Например, кај нас на факултет, јас не знам дали го имам ова кажано, професорот Илија Милчин покоен не можеше да прежали еден наш не е актер, водител беше, кој што од мали нозе, небитно, значи тотално небитно е кое што е, од мали нозе беше на малите екрани во драмски студија во свет. И тука негде пред смртта, пред да почине, веќе на часови почна да си кажува многу искрени работи и кажа дека во принцип на факултет не сакале нераспакувани кутии. Затоа што тоа значи дека нема што тебе да те научат. Дека во принцип треба да им дојдеш буквално запакуван во машна, па одоздола да имаш уште 16 слоја како кромит или како зелка, да можат они лист по лист да вадат и да речат ете ова е сега готов наш производ. Не сакаат кога веќе имаш усвоено нешто и кога ќе дојдеш ти, што ќе ти предаваш, што ќе ти објасни, кога ти веќе тоа го имаш совладано и го знаеш. Така да тука се работи за многу комплекси, за многу фрустрации и сметам дека воопшто не ми е гајле, кој ќе ми се љути, колку ќе ми се љути. Се надам дека ниедно моје дете нема да заврши на тој факултет. Па и да заврши. Не знам. Се надам дека нема некој да му направи некакви обструкции како кај мене што беше, затоа што татко ми кога се јави и ги замоли на факултетот да не ме примаат, затоа што јас сум добра балерина и тогаш од балетот му кажа немој, нека остане тука затоа што тука на вистина ќе биде солист. И татко ми, знаејќи дека јас сакам, се јави и кажа само немојте, пошто е тука добра балерина, ако не ја бива, не ја примете. Јас мислам дека до ден денес, дека баш поради тој момент сум примена на факултетот. Затоа што последните 2 години јас крв проплукав, завршувајќи го тој факултет. Затоа што од кога го оставив балетот, неф им беше многу полесно да ме уништат, отколку кога бев балерина и кога бев... Ако не го завршам факултетот, јас веќе си имав професија. Да, тоа се мрачни ствари, ти на почеток најави дека, ама јас наистина веќе не можам да молчам, гледам дека на народот тие работи не им се јасни и секогаш се верува дека јас сакав за најавата да кажам дека по моја вина не е напуштен балетот, него бев приморана и поради тоа ми е многу криво и сега гледајќи што се случува во театарот и колку се спремаат кореодрами, колку е потребен танцот, движењето, ма не било каков танц. Не збориме за отвори десна рака, лева нога, сврти се 2-3 пати, зборам за професионален танц. За танц каде што публиката може да види, нели, квалитетно движење и она приучено, ама да дојдеш и да кажеш, добра, ајде сега знаеш, они актери се не е тоа битно, да. Ама не е така. Мислам дека повеќе треба да се работи на тоа да навистина кога се прави нешто да се направи 100%. Не е колку ајде да пројде, па после, па знаете, пупу не важи, ова ни се актери не можат да вртат пируети. Пример, сега, онака го нафрлив само.
Секогаш и тука, нели, и на социјалните мрежи приметувам дека си го кажуваш своето мислење, што може би реткост и храброст голема во денешно време. Како е тоа прифатено од другата страна, од публиката, од луѓето? Лошо. Јас бев мала, не знам која програма беше некоја хрватска актерка или нешто си имаше случајно и го објавила тоа јавно и само ја слушнав кога кажа овој народ не заслужува да ја знае вистина. И не знам зашто, јас например имам селективна меморија, не памтам се што, не памтам тоа што треба, па не тоа што не треба. Да, супер ми е. А ова го имам запамтено како момент за кој што јас во животот, да, многу сакам, многу ја почитувам искреноста, многу ја сакам и ја практикувам. И поради тоа и многу страдам и многу луѓе не ме сакаат затоа што многу ми накажале, никој не сака да ја знае вистината, секој сака да го потапшаш по рамо и да му речеш браво, ти си супер, ти си одличен, што јас не го правам. Немам време да губам сега јас за такви работи. Или не зборам воопшто, или тоа што имам да го кажувам како што треба. Обично го кажувам своето мислење наискрено и сега почнав на луѓе кај што гледам дека можат да го сварат тоа. Ако не можат да го сварат, ако гледам дека можам од тоа понатаму да си направам непријатели, како што го имам направено тоа во текот на мојот живот, сега веќе со текот на годините почнувам да внимавам, ама тешко ми оди, многу тешко ми оди. Затоа што секогаш сакам да си го кажам тоа што мислам, тоа што ми тежи, затоа што ако ги оставиме, па поготово кога се случуваат некои неправедни работи и кои што вистински не само што не погодуваат, него што можат да ни го изместат текот на животот. Она буквално да ни го изместат тлото од подноза и ти ако го оставиш тоа без да го кажеш, без да направиш нешто за сето тоа да се смени, па макар и сега како што имаат нели медиумите моќ јавно да се сподели сето тоа, мада и тие се контролирани и тука не можеме секаде да можеме да кажеме што сакаме. Ретки се тие моменти, обично случајно вака на вакви интервјуа кај што одиме на момент дека ќе правиме муабет за косата, за шминката, ама ќе излезе нешто, ќе се протне. Така да не често ги примаат луѓето со расширени раци и многу често си имам проблем поради тоа, затоа што веројатно мислам дека ако јас сакам да ја знам вистината, дека сметам дека и другите треба да ја знаат и сметам дека е многу поубаво и многу покоректно и многу почовечки кога не вистина да повредиш некој. Јас не зборам сега ти вистината да ја кажеш, ама на секој да му кажуваш да го здоболи до срж. Значи, зборам реално за вистина, не за измислени работи за навреди. Значи, за таква вистина зборам да разграничиме. И секогаш сметам дека луѓето треба гласно да си говорат за своите проблеми, гласно да си кажуваат за своите ставови и да се, можеби да се намали онаа тензија кај народот со премногу врејење, со премногу, не знам, јас кога читам, некогаш па и не ни читам, ми да секогаш да напишам нешто, ама после се стопирам и сикам, чеки, застани, се не мораш ти борбата да ја водиш на сите и за сите. Ама сепак неправда многу ме гуши едноставно и сметам дека е многу подобро кога ќе си ја кажам отколку кога ќе ја премолчам, дека некој е добро, гледам со тоа, не гледам. А дека некогаш нешто може да се смени, може. Не секогаш, ама понекогаш. Ама и тоа е добар почеток, нели, за од некаде да почнеме, за да речеме дека еве, се случило некогаш, може повторно да се случи. Дека доколку ти се случи нешто или доколку имаш нешто што сакаш да го споделиш, ќе го кажеш, сега јавноста како тоа ќе го прифати. Како ќе ти избутка на крај и како ќе тера целата работа, веќе тука се многу битни и порталите и од страна цела машинерија што работи, која што нели знае со коментари, со подкоментари, да ти извади од контекст или не знам ненамерно или намерно да сгреши нешто, да направи некоја контраинформација од таа што ти ја споделуваш или од таа за која што ти се бориш да излезе на површина. Апсолутно е така, нели секогаш се случува она што ќе го кажеме да биде поинаку испревртано, да. Но ето кога од ваш профил или од ваша уста кажано, верувам дека не би требало толку многу да се менува, особено доколку го превземе портал со својот наслов, да, затоа што голем дел од кај нас какви пациенти има, поготово на социјалните мрежи, јас сум изненадена, просто него ни читаат интервјуто. Доволен е само насловот. И од насловот доле се коментира.
А да го отвориш интервјуто нема никаква врска. Јас и многу често подолг период одбивав интервју, баш поради тоа што не знаев каков ќе биде насловот. Сега скоро имав едно интервју и многу ми беше мило што навистина убав наслов стави, ама јас кажав, ве молам само немојте да има наслов за да имате повеќе кликови. Ниту сум таков тип на актер, ниту сум таков тип на личност, ниту па така функционирам и така живеам за да може народот да ме гледа со тие очи. Апсолутно, да. Само за тоа сум против. Така, Катерина, да послушаме малку музика. Апсолутно, ајде, многу се разберем. И повторно ќе се вратиме во студиото. Бидете тука, драги гледачи, со Катерина Шехтанска, наша актерка и балерина, би кажала. Поранешна, разговараме на различни теми овој викенд. Истите филмови, зарем не ти е досадно да се глумиш себе си? Ми крадеш чувства и ми го крадеш времето. А ме имаш мене, зарем не ти е доволно? Веќе уморна сум да давам само јас. Како дете разгалено, мислиш само на себе. Ти немаш чувства и ми го заледи срцето. А не имаше мене, нели ти беше доволно? Стоп, стој, не ми кажувај дека за мене не си твого знам. Сто пати ти ме оставаш, а не знаеш да си сам. Ако заминеш пак, и мене веќе не доаѓај, ќе биде совршен крај на твојава представа. А јас сега сум посилна од се. Ти посакувам со друга да најдеш среќа некаде. Биде совршен крај на твојава представа. И да, почитувани гледачи, вие сте во неделен микс. Јас сум Марија Латиновска, со мене тука е нашата актерка Катерина Шехтанска, со која разговараме на различни теми. Меѓу другото, Катерина, што е нешто моментално, на што работиш моментално? Матична куќа ми е драмски театар, моментално немам ништо на репертоар. За жал, ниту па сум во нова подела на нова представа. Единствено, моментално што работаме, добро веќе познатите синхронизации на наша телевизија. Како искуство ти е тоа? Па јас сум меѓу првите, не првата постава, секој сум втората постава. Значи, од кога почна Долина на волците и тоа е пред 10 години.
На почеток ми беше така некако чудно, интересно и сега некако ми е сосема природно и нормално затоа што таа синхронизација која што јас ја правам, не го читам само текстот, него и давам сосема друга димензија и на ликот и на, значи едноставно со душа, со карактер си го правам сето тоа и најчесто ми се погодуваат ликовите или може па јас така ги правам кои што се, не знам, блиску на мене. Како звучи ова блесаво, пошто се ова турски серии кај што има хаос. Зборам за карактерно темперамент, моменти кај што, например, во ситуации како реагираат и можеби поради тоа многу лесно ги доловам. А и како актер е многу полесно, нели, кога ќе видиш или кога ќе го прочиташ текстот, не е да го исчиташ само во парно, него и да го прочиташ со емоција и малку така да звучи поинтересно, да може да залепи твојот глас на тој лик. Многу ми се интересни цртаните кои што ги синхронизирам, во нив уживам затоа што понекогаш ми се случува во еден цртан да бидам 9 карактери, значи од црвче до конче до Што е талент? до кравче, не може секој такво нешто, нели? Не може секој да, и многу се убави затоа што имам шанса за повеќе промена на глас. И многу ми се забавни тие. Единствено нешто што сега моментално ме преокупира е повторно во водителските води. Работам на еден проект за српска телевизија за Балкан Трип. Работиме како емисија која што е како за убавините за Македонија. Штета што не е на наша телевизија, се работи за сателитска и оние кои што можат да ја гледаат, кои што ја виделе во ред, за другите се надеваме дека ќе влезе и на наш пазар. Така, Катерина, многу благодарам што беше денеска моја гостинка во Неделен микс. Верувам дека опфативме некои теми овој викенд и се надевам дека и во друга прилика ќе може да поразговараме. Ти благодарам многу на поканата пред се, навистина ми беше пријатен разговорот со тебе, за да се збори секогаш има што да се каже. Дај Боже само да има нови проекти, нови работи и убави работи кои што можеме да ги споделиме со гледачите и се надевам дека понатаму ќе има уште нешто што би можеле да ги израдуваме нашите гледачи, а и сама себе да се израдувам дека нешто ќе се случи. Така. Има кастинзи нови за филмови, се надевам дека нешто ќе биде од тоа, затоа што камерата ја сакам многу и секогаш кога ќе ме праша дали повеќе сакам филм или театар, знам да се замуцкам така и да кажам дека и двете ги сакам подеднакво, ама дека многу повеќе ја сакам камерата и филмот и дека тоа ми е голема желба да заиграм сум играла во филмови, ама да заиграм во некој добар, високобуџетен македонски филм, па дури и да излезам и надвор. Во тој случај, обависно повторно во Неделен микс ќе разговараме и за тие нови проекти. Ти посакувам да успееш во тоа. Ти посакувам успех и се гледаме повторно во нека друга прилика. Ти благодарам уште. Почитувани гледачи, со Катерина Шехтанска разговаравме во Неделен микс, а ние за кратко ќе се вратиме повторно. Бидете тука.
lice. Sakam da te gledam srećna, ti me lečiš kako pesna, ne me ostave sam. Usmeveni se, kako mene si za dušu. Sakam se koji den da slušam, idi do mene, idi do mene. Žena ko ti što znaje da me ljubi, žena ko ti, sakam da me budi, kada li veše do svega ti. Žena ko ti što znaje da me ljubi, sakam da me budi, sakam da me ljubi, žena ko ti, žena ko ti. Ajde već imam. Žena ko ti što znaje da me ljubi, žena ko ti, sakam da me budi, kada li večerom svega ti. Žena ko ti što znaje da me ljubi, sakam da me budi, sakam da me ljubi, žena ko ti, žena ko ti. Žena ko ti što znaje da me ljubi, žena ko ti, sakam da me budi, kada li večer svega ti. Žena ko ti što znaje da me ljubi, sakam da me budi, sakam da me ljubi, žena ko ti, žena ko ti. Žena ko ti. Старахме вчера с обоя, нека си мисли ке пат. Книгите што му ги дожа, поштански ке му ги врата. Старече зборови такви, кака што не сум ни чула. Еве замисля ке рече, дека сум обична нула. Оби, баш ми е гале, нема да плачам по тебе. Нека сум нула, но ти си разкадам от тебе. Оби, се што ми рече, знам јас сум масло на свете. Да не скагај сега, ти си откажен от тебе. Скарахме вчера с обоја, нека си мисли ке пат. Книгите што му ги дожа, поштански ке му ги врата. Рече мами напрчна, пак каква што сакам ке видам. Другар ми беше, но веќе не сакам ни да го видам. Оби, баш ми е гале, нема да плачам по тебе. Нека сум нула, но ти си едно разкадам от тебе. Оби, се што ми рече, знам јас сум масло на свете. Да не скагај сега, ти си откачен от петле. Ти си откачен от петле. Оби, баш ми
почитувани гледачи, тука сум заедно со Елена Стојановска-Јанковска, со која што ќе разговараме за уредување на домот и некои детали како да си го разубавите местото каде што си живеете. Елена, добар ден, добре дојде во Неделен микс. Благодарам, Марија, секогаш ми е пријатно кај тебе и се надевам дека и на гледачите ќе им биде убаво, затоа што имаме навистина што да испрезентираме, што да кажеме, со оглед на тоа дека денес не сум во својство на ТВ водител, како што и нели вообичаено можеби гледачите ме препознава, туку сум во својство на јавна личност која што е поврзана со брендот Комодита Home и нивен представник, па од тие причини се надевам дека ќе им бидам уште позанимлива на гледачите, затоа што ова се поволности за вашиот дом кои што се надевам ќе ви се допаднат. Да, така што верувам дека гледачите ќе слушаат внимателно. Елена, 7 години постои Комодита кај нас. Колку сте задоволни од сето она што го постигна Комодита досега во ова 7 годишно постоење? Така, јас морам да кажам дека ми е многу драго што се приклучив од неодамна кон овој тим и да кажам дека Комодита Home на пазарот, да, постои веќе 7 години. Кај нив она приказна за тоа како треба домот да биде уреден, што треба домот да поседува, пред се почнува од мотото дека треба да има удобност во домот и токму така всушност пред 7 години настанува и првиот душак за спијање, душакот на Комодита Home и оттаму почнува целата приказна. Сега за 7 години компанијата произведува над 2,5 милиони душаци. Кога сме кај перниците, произведува од 2,5 милиони до 3 милиони, а кога сме па кај наддушеците, произведува 600.000 душеци годишно. Инаку за овие 7 години, јас ќе ги поздравам сите оние кои што не гледаат, па еве, можеби знам дека сте гледани во Скопје, меѓутоа и останатите претпоставувам може да гледаат дел од вашите содржини низ Македонија, дека во Македонија за 7 години Комодита Home успеа да отвори 21 продавница и сега интересно е многу затоа што ние славиме 7-ми роден ден, а ако се зборува за регионот, со оглед на тоа дека е најголем малопродажен ланец на производи за домот во регионот, во Косово, во Албанија, во Македонија има точно 70 продавници. Многу ни е интересно тоа. Интересно ни е и дека седумката никако ја поврзуваме со многу убави работи. Седумка е број на виножитото, седумка е седумка на лото. Секој чека да добие седумка на лото. Потоа 7 се нотните во скалата, нотите се всушност 7 ноти и така никако и нашиот 7-ми роден ден е многу посебен од тие причини за сите оние кои што се наши потрошувачи или пак допрва ќе станат. Ние за овој роден ден имаме 7 топ производи кои што ќе бидат на најголеми попусти досега. Месец март е ваш роденденски месец, а познати сте по тоа дека сакате да подарувате. Какви изненадувања подготвивте за вашите купувачи? Да, ние март го почнавме многу бава, само да кажам дека уште на 1 март имавме излекување, а претходно без ништо да купат, сите оние кои што ќе влезеа само во Комодита и ќе пополнеа купонче, можеа да си добијат награда, поточно подарок од Комодита Home во сите наши продавници што се во Македонија. И всушност 1 март беше излекувањето, тука имавме многу кои што добија подароци, а сега, освен тоа што имаме фантастични попусти за 7-миот роден ден на нашите топ 7 производи бестселери низ овие 7 години, имаме уште една многу убава работа. Сите оние кои што си купуваат во Комодита Home, кога ќе влезат во било која продавница и нели доколку да кажеме направат сметка од 3000 динари па повеќе, доколку нели си купат нешто повеќе, ќе бидат потенцијални добитници на повторно 7 подароци, а еден од подароците е патување за двајца во Истанбул, што мислам дека баш убаво ќе дојде како едно пролетно патување и подарок од нас. Имаме многу изненадувања и затоа мислам дека сите оние кои што не гледаат сега, или и биле во Комодита Home и сакаат да влезат, мислам дека ќе им се допадне се што планираме. Одлично. Што од вашите производи ќе биде на попуст, од кои категории на домување? Многу има, сум си понела и листа, со оглед на тоа дека се навистина многу. Ајде вака, јас да почнам прво од за готвење делот, да си ги поздравам домакинките, жените кои што сакаат и добро се сногиат во кујна и да не ги заборавам да снемам мажите. Сигурна сум дека има и меѓу мажите такви кои што сакаат да работат во кујна. Ние имаме едни садови, Марија, се викаат Bio Diamond. И сега на гледачите можеби ќе им биде малку неверојатно, ама нели за да внесуваме нешто здраво, квалитетно во организмот, мора да биде и подготвено здраво. И токму Bio Diamond се такви садови. Можеби гледачите и знаат, имаат во нив диамантски честички. Затоа и се викаат Bio Diamond, од друга страна нели и биолошки и диамантот. Диамантот како камен и кој што е меѓу другото
вкрстен во овие садови, успева за брзо време да го затопли садот, успева за брзо време да постигне температура, штеди струја. Од друга страна и нели цврстината со која што располага прави да многу долго трае за разлика од другите садови. Храната нема да се залепи затоа што има и обложеност на садовите и така натаму. И сега кога сме кај биодајмот имаме значи 5 парчиња. 5 парчиња велам затоа што имаме и 2 танџериња со 2 капаци плюс една тава. Танџерињата со димензии 20-24 см, тавите 26 см вообичаено и капаците кои што ги броиме се разбира сето тоа. И само за овој сет сушност за нашиот роден ден со роденденски попуст доаѓа за 3199 динари, а со тоа да не кажам дека буквално цела кујна ви е покриена, поточно се што сакате нели да подготвите можете и во тенџерињата со различна димензија и тавата и така натаму. И е навистина една посебна понуда. Ке преминам на спална соба за душеците прво, душекот алоe вера, сите оние знаат дека алоe верата, оние кои што се интересираат за овие работи се разбира, дека алоe верата како растение е всушност растение кое што ја лекува кожата и ја обновува и токму затоа и се користи во медицински цели. Па така еден од нашите душаци е со алоe вера, токму со овие примеси. И тоа возможува сите оние кои што страдаат од алергии, посебно во овој период, нели пролетен период, токму овој душак е за нив. И сега она што е исто така изненадување, замислете имате душак за 3399 динари во нашиот роденденски месец. Ке кажам дека овој душак е 2 на 90 димензија. А кога сме пак и над душеците, затоа што нели некогаш за жал може граѓаните да имале и стар душек, сакаат да го обноват со некој наддушек и така натаму, или пак да кажеме бебенце кога се има, знаеш и ти сама, бебенцата нели често знаат да направат и некоја белја, па сакаме да им пренесеме и сокче и така, и за да си го заштитите душекот потребен е наддушек. Па еден исто така антибактериски, и ние го нарекуваме наддушекот Silver Plus, затоа што нели и среброто како материјал ние го ставаме и на кожа, и од тие причини како еден благороден материјал кој што исто така тука вкрстен во овој наддушек, за само над душекот се добива 2499 динари, што исто можам да кажам дека е многу голема поволност, посебно нели кога станува збор за нашите понуди. И ќе го споменам тука во оваа категорија на душаци, душакот Memory. Душакот Memory цели овие 7 години е на некој начин гордост на Комодита Home. Тој пак има 4 слоја и сега да го подобјаснам малку и душакот Memory зошто е толку ексклузивен и зошто е толку барање. Знам дека гледачите го сакаат, а овој пат, посебно за нашиот роденденски месец, навистина ќе му возможиме да биде ама со голем попуст. Значи има и полиуретанска пена и Memory пена. Полиуретанската пена е онаа пена која што возможува една прозрачна структура, да не се задржува влага во душак, додека пак Memory пена, таа пак прави да се прилагоди на буквално душакот на нашата анатомија. На моето тело се прилагодува душакот и вообичаено сега во нашите продавници ќе кажам ова е душакот 21.450 динари. Ама за нашиот роденденски месец, еве, не знам дури во рубрика верували или не влегува, овој душак гледачите ќе може да се го земат само за 9775 динари, што мислам дека е навистина фантастична опција да се има Memory во домот, доколку сте, нели, се разбира за обновување на душакот, тогаш душакот Memory е фантастичен. Ќе ги споменам накусо перниците. Memory Classic, 5 перници за 499 динари, потоа перницата Tencel, минатиот пат ја донесов кај тебе, кажав и за дрвото Tencel колку има придобивки пред се и за Тенселот велат како материјал кој што се става во постелнини така е дури и поудобен од памук, велат дека е помек и од свила, а дека е постуден од лен. Посебно во оние летни ноќи, па такви перници фактички една плюс една доаѓа 999 динари. Значи можете комплет да си опремите со 2 перници и да си уживате за 999 динари. Имаме една ние посебна перница која што е гел сапонета, незината цена во овој роденденски месец ќе биде 2349 динари, меѓутоа оваа перница е со гел, оваа перница има и облик на сапун, е ортопедска. Значи, за сите оние кои што имаат проблеми, спондилоза, кои што имаат разни други, не сега да не ги наведувам, јас конкретно со спондилоза се справувам, тоа ме мачи. Секој има по нешто. Секој, да, посебно во ова време, да. И токму со тие ортопедски својства, ете и оваа перница може да се земе на попуст. Баш убаво, е навистина убав и голем попуст, а еве кога сме кај душиците, нели треба да се дополнат со убава постелнина, па имаме ли некои попусти кога станува збори за постелнината?
Да, се надевам дека и од инсертите малце ќе видат гледачите, ама најдобро е да си дојдат во нашите продажни салони, како што реков, низ цела Македонија ги има, 21 на број успеавме за овие 7 години. И практично се бара, да кажам, салон до местото на живење поблиску на Комодита Хом, на што и се разбира и јас како представник, меѓутоа и целиот тим на Комодита е многу горд. Она што може да го забележите е дека има нови пролетни дизајни на постелнини, многу убави. Сега се знае дека кога станува збор за постелнините на Комодита Хом, дефинитивно е 100% памук, што е најдобро, затоа што памукот како материјал, знаеш и сама ја абсорбира потта, памукот е и незаменлив дел од постелнината. Јас лично кога би одбрала, секогаш ќе биде таков материјал, затоа што е навистина и најкомфорен и најудобен и за деца, и за возрастни, и возрастните жени, жените во климакс, па и нели и разни други некои да речам проблематики ако имаат. Памукот е и антиалерген материјал, и антибактеријски материјал и мислам дека за кога станува збор за спијање е дефинитивно најудобен. Сега она што ние го имаме за единачните варијанти на постелнини, за овој роденденски месец тие се намалени на 1099 денари, додека пак двојните варијанти на постелнини, ама велам комплетен пакет за спална соба, да не кажам, тоа е само 1499 денари, значи комплетно намалување на сите памучни постелнини по многу ниски цени, достапни за секој да си има во својот дом квалитет. Елена, ова е одлично, а исто така со самата пролет доаѓаат и оние празнични гозби, семени собирања. Имаме ли некои попусти кога станува збор во тој дел? Да, еве сега ги гледам и цените. Еве аз ќе споменам само да кажам еден сет на чини New Life кој што е во 31 парче. Генерално нашите сетови на чини се во 31 парче, ама кога велам 31 парче, велам дека има буквално се. Имаат од, да кажам, длабоки чини, потоа чини за главно јадење, потоа десертни чини, има за пиење на кафе, на чај, има исто така тацни за нив, има голема чинија за салата, значи буквално се во тој сет. Значи ако еве сега доаѓа и Великден, доаѓаат многу убави празници, значи за трпезариска маса со се како што треба и како што доликува. И всушност овој сет на чини кој што го напоменувам сега на намаление чини 3199 денари, а доколку гледачите сакаат да обноват и прибор за јадење, и тоа го намаливме. Значи приборот за јадење на Комодита Хом ќе им потенцираме на сите гледачи без разлика кој го одбирате, дали го одбирате фино, дали го одбирате ректа, сите се изработени од неергосувачки челик. Значи ги употребуваме и во машина за садови, барем јас конкретно, значи нема никаков проблем го употребувам затоа што јас сум од оние жени кои што навистина се во борба за повеќе време. Така да можам топло да го препорачам, неоргесувачки челик и исто така во приборите за јадење има се од лажици за десерт до лажици за супа, дали има вилушки за десерт, за супа, за поголеми вилушки, лажици, се има буквално во тој сет и исто така тој сет е намален на 1799 денари, што е, се разбира, уште една наша поволност за нашиот 7 роденден. Ова е навистина супер. А дали продолжувате како и изминативе години со вашите хуманитарни акции? Да, продолжуваме со хуманитарните акции. Всушност, минатата година ние почнавме една хуманитарна акција под мотото "Секој сон е важен". И задачата на Комодита беше како општествено одговорна компанија да секаде унаму каде што е потребно да делува. Така, Марија, почнавме, прво ќе ги споменам еве сите општини со социјално загрузени граѓани. Таму дониравме постелни, перници, исто така душеци, што е наше главно одбележје, меѓутоа и во сите наши установи. Геријатрија, ќе споменам, значи буквално се мислеше на сечија здравје, геријатрија, потоа ќе споменам детска клиника. И таму, и за дечињата, секаде каде што требаше, беа донирани нови душеци, беа донирани перници, беа донирани постелнини, на клиниката за кардиохирургија бевме дониравме. Сега последната донација која што ја направивме беше за ковид клиниките.
Таа донација ја прими доктор Дејан Докич од нашиот представник, господинот Харитон Гаджовски, и можам да кажам дека целта, мотото на Комодита Home е да продолжи со овие хуманитарни акции и буквално и другите компании, без разлика во кој сектор действуваат, и тие да имаат, се разбира, свое вакво убаво хумано делување за сите да ги помогнеме граѓаните на кои што им е тоа најпотребно, затоа што мислам дека тоа треба да биде една клаузула на целото општество. Ти благодарам многу, Елена, за ова гостување и верувам дека им дадовме некоја идеја на нашите гледачи што да си купат, што да си подарат, нели, на себе и на своите најблиски овие пролетни денови. Ти благодарам, се радувам што пак ти бев гостинка. Исто јас ти благодарам уште еднаш, почитувани гледачи. Елена Стојановска-Јанковска, моја гостинка, денеска како представник на Комодита Home. Ето, дознавме некои плюс информации за домот и за уредувањето. Ние ќе се вратиме за кратко, не го менувајте каналот. Dionis. Dobar den te, dobri li ste? Dobri li ste, dobar den. Dobar den te, dobri li ste? Dobri li ste, dobar den te, dobar den te. Keine nein, den hat ihn auf Wein. 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 Den hat ihn auf Wein. Denje vas od mi pogled. A noche ne sakam, ne čutam, ne da čutam. Utro to je pomudro noćta, a noćta je pokrabrao denot. Denje noge se vrti ruleta, denje noge se vrti ruleta. Keine nein, nein, no Wein. Keine nein, nein, no Wein. Oh, keine nein, nein, no Wein. Keine nein, nein, no Wein. Nein, no Wein. Ljubovi, da li isti se kako naša ta? Site patišta, zarem voda kon, ista ulica. Para v srce umorno, da ti zape, para festa ljubovna, da te ogreje, para vzbor, da te nasmeje. Kade veše ti, popije lavi denovi,
Koga mrzne sekoj den, koga bevja osame. Srce umorno da ti zapem, para pesna ljubovna da te ogre, para zbor da te nasmeje. Kade beše ti, bo bijela videno bit, kogo ljubeše na klupi naši skrijeni. Koga mrzne sekoj den, koga bezjaz ostane. Koga mrzne sekoj den, koga bezjaz ostane. Почитувани гледачи, еве сме во неделен микс, продолжуваме со нашите гости. Голема чест ми е што моја денешна гостинка е Јасмина Јонус, психолог и магистар по советодавна психологија. Имаме толку многу теми да разговараме со Јасмина и навистина ми е драго што си тука, ти благодарам што си наша гостинка. Ти благодарам и тебе на поканата и на прекрасната најава. Се радувам што во едно вака поопуштено издание ќе го поминеме ова попладне. Да, Јасмина, имаме навика секогаш да те гледаме во, да кажам, поофицијални нели и емисии, и изданија каде што постручно зборуваш и за менталното здравје и генерално нели за сите оние состојби кои што се јавуваат, а сега сакам некако малку во поинако светло и гледачите да те видат, а сепак да се задржиме и на примарната тема, тоа е нели менталното здравје. И за почеток би те прашала како си, како се чувствуваш, знам дека си многу активна и периодов, што се случува кај тебе? Супер сум. Да, активноста е една конструктивна сила кај мене што ме тера да одам напред, а мора да признам пред гледачите да бидам искрена дека сум и уморна и тоа е човечки, но ете адреналинот е тука, една позитивна трема, предизвикувачки е да се зборува за себе. Јас тоа баш некако се направив само рефлексија дека можеби никогаш вака јавно не го правам, можеби е професионална деформација, можеби се тематиките на кои што сакам да зборувам. И морам да признам, пријатно е да се зборува малку и за себе, секако и во микс со неделен микс заедно со психологијата. Да, ќе скомбинираме, ете, баш ќе направиме некој микс. Јасмина, ти си лиценциран психолог и магистар по советодавна психологија. Што те привлече кога оваа професија да одбереш токму таа? Ова е интересно прашање, ќе се обидам некако да го склопам лесно за гледачите. Вообичаено ние се шегуваме дека можеби пронаоѓањето на себе си или помагањето на другите е она што не привлекува, да не генерализирам, нели, кон новие науки. Кај мене беше малку поинаку, можеби и не ми беше првиот избор, но ете некако животот направи тоа да ми биде и прекрасно искуство и да го направам вистинскиот избор. Некаде 3-4 година средно, кога почнавме повеќе да читаме филозофија, екзистенцијализам, некои интересни на дела на Шопенхауер и така натака, да не ги заморувам гледачите со тие теми, некако ми се отвори љубов кон читањето, кон метафизиката, кон анализа на светот, на човековата психа. Најпрво сакав да се насочам можеби кон книжевност или пак кон новинарство. Филозофија исто така ми беше, ако се подсетам сега на тие години, еден од изборите.
Сосема спонтано, под инспирација на една другарка која што ми беше навистина убав пример, се решив се ова да го склопам во една наука што би била попрактична и така завршив на психологија. Завршив можеби звучал лучи, звучи лошо, бидејќи беше мој избор, но животот ми донесе навистина едно непроценливо искуство, можам да кажам. Па така некако беше патот кон бирањето на психологијата. Значи, не сакаш да се насочиш кон спортот, затоа што сепак твојот татко е или нашиот познат голман Мирсат Јонус. Сепак одлучи да се насочиш кон психологијата. Да, сепак. Спортот е, можам да кажам, една мощна и важна нишка за нашата добра состојба, за нашата среќа, за намалување на анксиозноста. И дефинитивно, можеби сега во последните години, почнав повеќе да го негувам, но некако во тие години бев повеќе, да речам, во главата, насочена кон мислите. Тоа може да има и добри и лоши ефекти, но ете некако убаво го канализирав и се одлучив на психологијата. Но сепак, нели, тело, дух има поврзаност. Многу од вредностите, многу од аксиомите кои што гледав дека важат за спортот, може да се имплементираат и во оваа насока. Дисциплината, самодовербата, емпатијата, тимската игра, разбирањето, толеранцијата кон другите се некои вредности што, можам да кажам, беа универзални и ми помогнаа и во професионалниот развој. Баш убавите некоја комбинација си направила. Имаш искуство во работењето со невладините организации, како што се КЕРА, ХОПС, СОС Детско село. Како е да се соработува со нив? Тоа беше едно мощно, уникатно искуство во мојот пат кон, да речем, професионален развој и работење она што го работам сега. Може би сосема различно поле на некој начин, но и сосема исто, бидејќи тие се тие теми што се вртат кај луѓето. Делиме голем дел од маките, секако и сите сме индивидуални, или пак понекогаш кога се појави некоја диагноза, расстройство, секако тоа бара посебен третман, но беше интересно искуство да се види дека без разлика на регионот, без разлика на образованието, на социоекономскиот статус, без разлика на минатото искуство, всушност ние луѓето зборуваме за слични работи. Се грижиме за слични работи, сонуваме за слични работи. Секако, мојот професор тука би рекол ова е генерализација, никогаш не е исто и сите си имаме некоја индивидуална нишка, но беше едно непроценливо искуство. Таму повеќе бевме насочени, да речам, во социјалната работа, хуманитарната работа и ми ја доближувавме психологијата и психолошкото советување како концепт на маргинализирани групи и семејства во социјален ризик, групи кои можеби не можат да се дозволат психотерапија и психолог и живеат на маргините на општеството. Прекрасно искуство, навистина. Јас можеби за прв пат станав свесна дека во нашата земја имаме такви организации, една тимска работа од социјален работник, од правник, од економист, од разни професии се вметнуваа, разни обуки, креативна работа, помагање за училиштето, за домашната на децата. Значи, еден таков сеопфатен концепт и толку несебична убава работа со тие групи. Нешто прекрасно. Баш убаво искуство, Мили. А како ги доживуваш клиентите? Ти се случува ли некогаш да работата ја пренесеш дома, односно некогаш така поемотивно да гледаш на сите оние приказни ситуации на луѓето кои што ги слушаш? Ки излажам дека ако кажам не, ако кажам дека не сум тотално имуна и дека работата ме направила да ставам еден гард, да кажам, но исто така ки излажам и ако кажам да, низ тренингот низ кој што поминуваме, учиме разни техники и работа на себе, како да се справиме со тие ситуации и како што велеше еден мој ментор, да имаме емпатија, да се ставиме во челите на клиентот, но не и да оди тоа на ниво на симпатија, односно да не оди на ниво каде што и ние ќе се растревожиме и нема да може да ја задржиме неутралната позиција и да му ја дадеме поддршката која што му треба. Зачудувачки, од перспектива, ако се вратам некаде на 18 годишна возраст, кога почнував факултетот, и мислев дека ќе биде многу потешко да се справуваме со клиенти, например, со суицидални мисли во моментот, со самоповредување. Нели, секогаш претпоставувам дека човечки е понекогаш да се посомневаме во себе, но велам дека искуството, добриот тренинг, па и емпатијата како една, да речем, еден квалитет на човекот помагаат успешно да се справиме и општо како психолози, верувам,
во такви ситуации. Така да, одредена емпатија, нели, да се ставиме на местото на клиентот, сепак и тоа е потребно, но успешно го менаџираме за тоа што се вели да не го однесеме дома. Сега ќе изложам ако кажам никогаш, сигурно некогаш се случило еднаш, два пати во годината нешто на вистина да е невообичаено и едноставно човечки е да го однесеме дома и да размислуваме за тоа во текот на денот, да бараме супервизија од постари колеги, повозрасни колеги, но во главно искуството ми е позитивно и на клиентите стално им велам кога ќе ме прашаат како си одиш дома, како се чувствуваш кога ќе си легнеш и со сите овие работи. Прекрасно, зошто бидејќи секогаш сесијата ја завршуваме со една добра енергија, со насмевка. Да не речам секогаш, клиентот си оди насмеан, може да бидат многу мачни тие сесии, да излезат некакви содржини, но заедничка задача и еден флоу, да кажам, е клиентот или пациентот во поликлиниката дома да си оди порасположен отколку што дошол. И нема поубава работа од тоа кога знаеш дека си помогнал на некој, дека ете убаво се чувствува после сесијата која што имате. Да, јас мислам дека тоа е најголемото богатство и малку е неизвестно, бидејќи понекогаш процесот е долг. Немаме некој мерен инструмент, како на пример, не знам, да направам крвна слика и да видам дали клиентот се осеќа подобро и е поздрав, или да му го видам срцето, да го наслушам, да ги видам белите дробови. Не е баш толку екзактно, како кај другите, да речем, здравствени работници, но самиот фидбек од клиентот, па некогаш може би и месеци понапред, на улица или баш денеска имав случај каде што клиентка наврати и само по поликлиниката понекогаш знае да е малку гужва и само наврати ми мафна и ми рече фала ти, многу добро се чувствувам, си отиде. И доволно некогаш тоа, нели? Да, мислам дека тоа е барем за мене едно од главните работи која што ме турка и покрај некои моменти еве на умор, да кажам, како денес, што ме мотивира да го правам ова. Баш убава, Јасмина. Тоа е нели најголема сатисфакција за тебе, претпоставувам, и нешто што те тера да продолжиш да работиш таа работа. А колку ние како нација можеме да прифатиме дека никогаш не треба помош? Имам впечаток дека се случува многу пати да кажеме сама ќе си ги решавам проблемите, не ми треба никој да ми помогне. Кога доаѓаме, дали како нација доаѓаме до таа фаза каде што ќе кажеме да, мене ми треба стручна помош, ќе одам на психотерапија? Моето лично доживување е дека веќе во овој период да, психотерапијата, психолошкото советување, психијатријата е детабуизирана. Може би ќе звучи лошо ако кажам дека со короната и сите негативни работи кои што ни ги донесе, една позитивна работа беше тоа детабуизирање на психологијата. Барем јас видов едно популаризирање, психолошки сервиси на секаде, разни здруженија се вклучија во таа борба со пандемијата и со таа криза, владини, невладини институции, психотерапевти, значи баш видов и кај моите колеги и на разни работилници и во моето искуство и во државната пракса и во моите ангажмани по разни здруженија дека многу луѓе од различни возрастни групи бараат психолог. А тоа по некои истражувања што ги читав и за глобално ниво, тоа е секаде така. Дури се и во burnout, ќе го искористам тој термин, еден премор од работа, психолозите, дел од нив. Навистина е барана психологијата. Сега да, оваа позитивна вест говори на една негативна работа, дека пандемијата навистина донесе дистрес. Кај речи се секој од нас, помалку или повеќе. Па, како последица за тоа, се повеќе барани и тие психолошки сервиси. Но, ете да гледаме и на светлата страна, навистина мислам дека порастот на побарувачка на психолог е доста поголема. И започна да зборуваш за пандемијата, немаше никој што не почувствува здрав ако ништо друго, так. Неизвестност, вознемиреност, тој период, особено или во карантинот, така што на сите ни беше потребна помош тогаш. И добро е да можеме и да се обратиме на некој, да имаме каде да се обратиме, така што тоа е одлично, нели? Дефинитивно се согласувам. Човечки е, јас тоа многу го зборував на почеток на пандемијата, природно е ние при таков огромен тригер, при таков огромен поттикнувач, загрозена ни е сигурноста на некој начин. Не знаеме, неизвестни сме за иднината.
ново е нешто што па и ние психотерапевтите и здравствените работници за прв пат се соочуваме и немаме готов план и експериментираме, креативни сме истовремено, секако одреден страф има и кај нас и се тоа треба да се изменаџира. За сите беше ново тоа, нели? Да, За дефинитивно. сите беше ново и а од друга страна, па како што спомни сега, многу пати се чувствуваме и burnout. И точно, еве, како превод, како истоштени, како и прегорени, што би се рекло. И тоа е една состојба која што е многу честа во денешно време, нели? Имаш ли ти вака, да кажам, доста клиенти кои пациенти кои доаѓаат и кажуваат, веќе не можам да постигнам и таму на 100 страни? Има, но можеби поради гранката која што ја работам, можеби колегите, дел од колегите, психолози, психотерапевти, здравствени работници, дефинитивно тие се беа и се уште се мощно активни во овој период. Некако зборувам како да е мина тоа пандемијата, сепак за жал се уште е актуелна, можеби подобро се справуваме. Дефинитивно имаше голем бърнаут кај моите колеги и колешки. Тоа го забележав и себе си се ставам тука. Клиентите пак, дали можеби поради правилата за изолација и седењето повеќе дома, нели ние што работиме во здравство, бевме константно на работа, речиси сите други или работеа од дома, или има намалено работно време, или за жал некој дури има и губиток на работното место. Можеби, ета моја интуиција и некоја здраворазумска логика е дека тоа беа причините. Не толку од моите клиенти доаѓаа баш за бърнаут секогаш, нели? Има, но голем дел од клиентите бараа помош за, и може би забележале гледачите и многу често зборувам за тоа, паничните напади, здравствената анксиозност, она позната како хипохондрија, може би некоја одредена депресивност, анксиозност во глобала, анксиозни расстройства во глобала беа и се многу барана тема. Особено после пандемијата, велиш така? Да, се- дефинитивно. Повторно ќе кажам, сите на некој начин, нема реткост е некој да не почувствува вознемиреност, да, и паника, што се случува, како се случува околу нас, но еве да се надеваме дека сето тоа набрзо ќе одмини, таа пандемија ќе оставиме зад нас. Кои се според тебе придобивките за посета на психолог? Придобивките, па можам еве да говорам и како психолог кој што некогаш е и клиент. Ние психолозите задолжително поминуваме и една фаза каде што ние сме клиентот и одиме кај колеги терапевти. Голем број на придобивки што сега можеби не можам да ги концепирам кратко, но можам да ги вклопам во две теми. Одење на психолог поради личен раст и развој, односно работа на одредени наши однесувања, навики, можеби мисловни навики, грешки во мислењето, кои што ни го отежнуваат секојдневието, верувањата за себе, за светот, кои што сме ги собрале, стекнале низ животот, колку тие ни користат сега. Ова повеќе зборувам под влијание на мојот правец, когнитивно-бихевиорална терапија, но дефинитивно има многу правци што работат на оваа тема. Значи, зборуваме за една работа каде што нема диагноза, нема клиничка слика, нема симптоми или пак не ги задоволуваат критериумите за некоја диагноза, некоја категорија, иако не сакам така да делам, но едноставно сакаме да работиме на себе. Еве, например, проблеми на работа, проблеми во романтична врска. Без проблеми, но едноставно работа на себе и на некои навики, механизми кои што сме ги забележале. Или можеби ете сакаш да разговараш со некоја, да не бидете се, например, да ги вознемируваш не за најблиските. Точно. Па сакаш некој неутрален, некој што можеби не те познава толку добро и да каже некој објективно мислење. На тоа мислиш, претпоставувам? Да, точно. И тоа може и за некоја, да речем, краткотрајно, базично советување, фидбек, поддршка во криза, некоја моментална криза. Но сакам да нагласам дека дефинитивно и во отсуство на било каква диагноза, можеби и почесто се оди на психолог. Сега јас поради правецот, таа когнитивно-бихевиорална психотерапија која што ја зборувам, најчесто работи со расстройства. Кога ќе кажам расстройства, многу страшно звучи. За гледачите кои што не се упатени, не сакам тоа да звучи дека тоа е нешто страшно или лошо. Например, што е расстройство, кога ќе кажеш вака и да, страшно ни звучи? Па, расстройство има специјални критериуми за кои што повеќе психијатрите се занимаваат, но од моето искуство
како вклучен човек во третманот, во психотерапијата, наједноставен начин да го препознаеме, но никако не смееме сами да се самодиагностицираме, и тука ги поканувам гледачите, при некој сомнеш, дефинитивно, барем со психолог, можеби и со психијатар ако е потребно да се советуваат пред да дојдат во заклучок. Ова го кажувам затоа што знам дека тоа Google преверување можна често сега кога не се достапни секакви диагнози, секакви информации, јас сум го правила тоа, можеби за некои мои тегоби, дали здравствени, дали психолошки. Човек може да се пронеде во се, општи работи се тие, дефинитивно консултација. И да одговорам на прашањето, расстройство можеби наједноставно би го објаснила како тотално отежнување на секојдневното функционирање во разни полиња. Едноставно веќе не функционираме исто. Да, одредена анксиозност во одредени периоди, еве пандемијата како тригер, имаме сите. Страф, тага поради некој настан. И нели, некако се наоѓаме своји механизми, своји конструктивни однесувања, се справуваме со текот на времето, но кога веќе тоа е прекумерно, кога веќе не функционираме во разни полиња во нашиот живот, во професионалниот живот, во приватниот живот, па дури и здравствено на база на стрес, кога другите околу нас забележуваат, може би треба да направиме консултација, да видиме дали веќе има некое расстройство, пак ќе кажам, може би лошо звучи, тука не се алудира на никаква лудост, сите луѓе понекогаш можат да имаат некое расстройство. Дека нешто не е во ред, дека нешто треба да се превземе, нели? Да, има одредени симптоми и треба да му се олесни на човекот подобро да функционира. Најчесто во тим на психијатар и психолог. Расстройство може би е малку строго име, но ете некој превод од англиски. Расстройство и паничното расстройство што е можно често и човекот е сосема свесен и функционира, е расстройство. И една обична едноставна фобија ако гледаме по книга. И тоа го преведуваме како расстройство, но дефинитивно не треба да го сватиме како некое лабелизирање, како нешто лошо, едноставно е категорија што ни помага подобро да се разбереме ние стручњаците во тоа поле. За да си разликувате, нели, што точно значи. Да, и да почнеме со третман, нели, си има цака, си има некои техники и психотерапевски, и психијатриски, секоја расстройство или состојба, веќе ја наречам. Така, мислам дека им доближивме на гледачите што од прилика значи тој збор расстройство. Јасмина, живееме во непредвидливо време. Прво имавме пандемија, па војни, кризи економски и така натаму, постојано нешто нели се случува. И сме некако се повеќе вознемирани. Како да се заштитиме, да се заштитиме себе и помалку вознемирани да бидеме од она што го слушаме надвор? Па ќе почнам од она што сум видела дека работи и на мене и на моите клиенти, од некои наједноставни работи, што верувам дека може и некој што не е психолог да ги каже, негување на своите потреби, една рефлексија, мене што ми треба во моментов и што сакам да задоволам, дали можеби ми е загрозена потребата за блискост. Па ќе најдам начини како да искомпензирам ако во моментот сум сама дома и изолирана. Дали можеби ми фали забава и адреналин, па можеби, не знам, некој спорт или хоби ќе го надокнади тоа. Дали можеби ми фали мир и релаксација, па не знам, ќе се консултирам со психолог, ќе одам на јога, нели секојдневни навидум совети, спортот, секојдневни совети, но дефинитивно работат. Не е она само клише совет. Тука психотерапевски зборувано, баш ние паднавме во муабет за некои техники пред да започнеме, кои што знаеме дека на наши блиски помогнале. Дневникот на мисли, тоа може да се најде и на интернет, има многу извори, многу, на англиски ги велат worksheets, може да пребараат гледачите на разни дневници на мисли, кои што се така убаво спакувани, каде што не мора, доколку не сакаме, нели се е избор, да пишуваме есејски, долго, тоа е се практично и современо, си имаме колони, направени од психотерапевти, тоа се научни извори, кои што ни помагаат да направиме контраст помеѓу негативните мисли, помеѓу можеби некогаш и нереални, преувеличени мисли кои што ненамерно ги имаме, тоа е некоја навика која што настанала кај клиентот, и оние пореалните, повозможните сценарија, оние кои што се помеки и повеќе ни вршат работа. Исто така сега во светот е многу познат тој mindfulness, односно разни вежби за приземјување, за насочување сега и овде,
вежби кои што ги уклучуваат сетилата, нема адекватен превод за mindfulness и на македонски се користи тој израз, но работи едноставно на насочување сега и овде во сегашноста и едно приземјување, едно опуштање, народски кажано. Како да се опуштиме во овие бурни времиња? Добро, ова се дефинитивно совети кои што помагаат, нели? И колку што имам и слушано и читано, исто така и начинот на дишање. Да, секако. Секогаш, понекогаш имам забележано дека понекогаш бидејќи едноставно сите го имаме и ние тука, некогаш моите клиенти или пријатели реагираат, па и јас кога прв пат слушнав за тие техники, некако малку со недоверба, како добро, ќе дишам, ама некако дека тоа ќе ми помогне за цела вознемиреност. Може би кај некој дава таков впечаток, но дефинитивно е многу важно тоа дишање. Едно цело панично расстройство или паничен напад дефинитивно може да се намали само со тоа правилно дишање. Секако тука има и работа на мислите, на навиките, на некои работи што ни ја одржуваат состојбата, што е нели подлабока и можеби подолга работа, но како една итна помош во моментот дефинитивно стомачно дишање, дишање од диафрагма, дишање со броење, дишање дефинитивно низ нос, а не низ уста во тие застрашувачки моменти, мускулна релаксација. Нафрлив неколку поими за гледачите да можат да се пребараат. Денес на YouTube имаме многу работи. Не велам дека тоа би заменило психолог, но ете како една итна помош за релаксација и приземјување во моментот се супер. Така. Информациите се секаде околу нас. Како да се заштитиме од премногу информации? Читаме, слушаме постојано за се и се што, каде да кажеме стоп, толку веќе не можам да процесирам толку многу информации. Што ни предлагаш ти? Тоа е тешка задача, морам да признаам, поготово во едни предизвикувачки времења, па кај нели кај повеќе седење дома, помалку ноќен живот и така натака. Нешто што ми паѓа на памет е ограничувањето на времето поминато на интернет. Да, тешко е и достапно е, мобилниот е цело време во нас, но ете сега имаме и разни геджети, апликациите ни кажуваат колку време сме поминале. Ограничување. Потоа, она што мене ми помага е проверување на авторот или на изворот. Читање на информации само од релевантни извори, само од докажани медиуми. Но тука пак, како и секогаш, јас не можам да изберам од тоа, ќе ја спомнам и анксиозноста. Една од главните техники е да се ограничи таа проверка, тоа пребарување на интернет, тој, да речам, обид за контрола, а во ништо не можеме да сме 100% сигурно. Тоа и не можеме ништо да направиме нели во одредени ситуации. Да, тоа пребарување не задоволува во моментот, можеби ни дава некоја чувство на награда, на смирување, пребарав, видов, но на долга стаза само не врти во круг и не ја зголемува анксиозноста и окупираноста. Има една мисла која што вели иднината не можеме да ја исконтролираме. И грижата за неа, загриженоста ќе ни донесе само анксиозност. Минатото не можеме да го смениме. Тоа ќе ни донесе само фрустрација, тага, гнев. Нели, ако мислиме на некои изминати настани, дали сме сгрешиле, што сме сгрешиле. Насочувањето сега и овде, колку што можеме, е, да речам, најдобар лек. Тешко возможно е, имаме кортекс, размислуваме, имаме информации на секаде, но ете како една мудра мисла која што мене секогаш ме мотивира. Колку што можеме повеќе насочување сега и овде и секако некои цели кои што се во наша контрола, кои што се известни, за кои што имаме плани чекори. Го спомнавме интернетот, точно дека пребаруваме некогаш на Google, а всушност не е нели секогаш релевантно тоа, подобро е да се исконсултираме со стручно лице. А од друга страна, пак што мислиш за социјалните мрежи? Ги користиме никако сите? Кој е твоето мислење за социјалните мрежи? Ги користиш ли? Па, верувам дека има две страни и да, ги користам, морам да признаам дека ги користам. Едноставно се забавни и мислам дека тешко се бега од нив. Пак ќе го споменам тука ограничувањето, да не го замениме реалниот живот со оној на Инстаграм, на Фејсбук, а верувам дека може да има и штетни последици. Не сакам да звучам старомодно и нели, нема совршенство, едноставно не можеме да се заштитиме од сите лоши навики, но ограничување колку време поменуваме таму, предпазливост
исто така свесност, барам една психоедукација, има разни работилници и медиуми кои што информираат на овие теми за самодовербата, за таа лажна слика која што може да направат медиумите, споредувањето, па и таа инстант гратификација која што некогаш го дава лајкот и добар коментар и тој еден надпревар со себе, може да не направи зависни од медиумите. Така да една предпазливост за не го замени реалниот живот. До одредено ниво, да, забавно е. Сите некогаш сакаме да се ја подкренеме самодовербата, да се ставиме некоја убава информација, да имаме одредена некој начин на задоволување на потребата на блискост, тоа социјални битија сме. Така е, точно. Но како беше баланс во се? Токму така. Јасмина, предлагам да слушаме малку музика и ќе продолжиме оваа тема. Верувам и гледачите ќе уживаат малку да се размрдаат овој викенд. Јас и ти сме како бели галаби, разлетани, слободни во љубавни убавини. Заљубени, вели мугри долги ноќи не спани. Čikmaci i vreli letni sokaci, kadarmi krijat vozdiški i sozi soleni. Sonlivi, oči sonlivi, usi rumeni. Godina projde, zima ke dojde, ušte te ljubam jas. I druga da dojde i sve da pojde, glava ke gubam, jas te ljubam. Godina projde, zima ke dojde, ušte te ljubam jas. I druga da dojde i sve da pojde, od tebe si nemam glas. Godina projde, zima ke dojde, ušte te ljubam jas. I druga da dojde i sve da pojde, od tebe si nemam spas. Hej, godina projde, zima ke dojde, ušte te ljubam jas. I druga da dojde i sve da projde, glava ke gubam jas. Godina projde, zima ke dojde, ušte te ljubam jas. I druga da dojde
Со Јасмина Јонус, психолог, разговараме на теми од нашето секојдневие, на како да го подобриме нашето ментално здравје во овие не толку едноставни времиња. Имате ли клиенти тинејџери? Кои проблеми, какви проблеми ги мачат нив? Да, можне често. Дури понекогаш и јас сум во состојба на препраќање, бидејќи јас работам највеќе со, да речем, личности од 18 годишна возраст па натака. Правецот, експертизата, тренингот кој што го имам одговара повеќе на таа возраст, бидејќи нели има разни техники, разни адаптирања во смисла на возраст. Сепак прифаќам и колку што можам, нели, со цел да помогнам и да опфатам поголема група. Прифаќам и доколку, нели, когнитивниот развој е на тоа ниво и деца, тинејџери, велам деца, но сепак се малку повозрасни, од 15-16 години. Забележав дека сервисот најмногу е баран од личности од 20 до 40 години. Психолошкиот сервис говорам, во разни места каде што сум ангажирана. Дали тоа е можеби поради мојата возраст, а дали тоа е бидејќи се едни нови модерни генерации каде што психологијата е попопуларна и веќе не е табу. Дали едноставно, како што спомнавме, на сите ни треба психолог и кога веќе ни е подостапен и сервисите ги има насекаде, повеќе луѓе бараме. Но дефинитивно има, па и деца, иако пак ќе кажам, не сум релевантна бидејќи во други институции повеќе се обраќаат помалите деца, да кажам, но 20 на години, околу 20 на години е една група која што можне често бара психолог. И тоа, ова баш го споменав и некаде на почетокот на пандемијата и уште стојам при тој став, очекував дека можеби помладите, не сакам така да делам, ама ќе го искористиме тој збор, ќе бараат помош поради изолација, поради некои мисли кои што ги мачат бидејќи помалку се дружат ради таа изолација која што требаше да ја почитуваме, помеѓу помалку забава, помеѓу осаменост, некои тематики кои што ги поврзував со излегување и тинејџерски живот, но не се случи тоа. Повторно и кај оваа популација најчесто тематиките беа, како што споменав, анксиозноста во разни форми, разни анксиозни расстройства, паничните напади. А може би биле анксиозни заради тоа што не можеле да се дружат? Или не мислиш што? Мислам дека не, сега ова е нели комплицирана тема, треба да се земе подлабоко или да се голема анамнеза. Ќе излажам и ако кажам не, тоа е испреплетена слика, кога ни е изменет животот, па тоа ни е тригер. Дали може би нешто што стоело во нас, дали може би нешто ново, но некако и тоа е популарна тема, некако го поврзував може би со здравието, животот и смртта како тематики, контролата и немањето на контрола, иднината, минатото. Да, верувам дека може би тригер би било кога седиме дома, некој од нас повеќе размислуваме, кога имаме помалку забавни активности да искомпензираме, да истрошиме енергијата, стресот собран од разни активности. Дефинитивно дека повеќе, најчесто повеќе се насочуваме кон себе, кон внатре, но некако актуелната тематика повеќе кон здравје беше поврзана. Здравје, смрт, живот, тие да кажам тешки тематики. А колку е важно да го негуваме детето во нас, она искреност, она радост? Јас тоа многу го обожувам и многу често го споменувам, детето во нас. Сите овие техники се супер и може многу да допринесат. И не работа на сериозни содржини кои дефинитивно не треба да ги занемариме. Но негувањето на детето во нас мене ми е може би една од топ 3 теми, топ 3 трикови. Сите понекогаш сме биле дете. За жал, некој со помалку, некој со посрекно детство. Но сите заслужуваме да го имаме тоа во нас и тие активности што понекогаш ги правиме и на психотерапија, за будење на тоа срекно дете во нас, некогаш се ставаме и во улога на лимитирано родителство, го велиме тоа во моментот, зависи од потребите, но ете ако генерализирам, активности кои што го будат детето во нас, тоа може да е нешто сосема едноставно. Играње на музика, играње на игра која што сме ја сакале во детството, јадење на нешто вкусно што сме го обожавале како деца, една техника која што јас често ја праваме, сигурно место од детството. Клиентите се цртаат или се замислуваат некое место
кое што им буди убави емоции, каде што се чувствувале сигурни, опуштени, насмејани. Тоа може да е сосем едноставно место како креветот во детската соба или дворот кај баба, може да е, не знам, убава плажа во Грција, карикирам, нели? Може да е сосем едноставно, но битно е чувството кое што ни го буди, таа вежба, каде што малку ги будиме и сетилата, се присеќаме на мирисите таму, на звуците, на можеби некои бои, предмети, за да ја оживееме таа слика. И некои терапевти велат дека мозокот во тие имагинации, што ги прават психолозите со клиентите, не разликува од реалност и имагинација и ги привикува истите доживувања. Се чувствува така безбедно, срекно и сигурно како во таа слика. Баш убаво. Јасмина, што да им препорачаме на гледачите, освен гледањето на неделен микс, кој верувам дека ќе ги опушти овој викенд, што друго е да им препорачаме на гледачите овој викенд како да се релаксираат? Се надевам дека, иако мене може би професионална деформација е да бидам сериозна и да зборувам за, да речем, сериозни теми, поготово во медиуми, не сакам да пласирам некоја нели субјективна информација, се надевам дека со вакви интересни прашања и ваква интересна емисија го привикавме и тоа дете во нив, или пак ние во терапија го викаме еден здрав рационален возрасен. Убав термин, некако баш... Да, има тука многу да се зборува, некогаш можеби ќе имаме можност. Па јас би препорачала, првата насока, некоја активност што ве задоволува. Бидете нежни кон себе. Оставете барем 1 час во денот каде што нема да правите ништо за никого, за вашата работа, за вашите блиски, туку само за себе. Тоа може да е една обична прошетка и еден обичен филм. Ако можете да се приуштите и нешто друго, секако и тоа е добро. Значи, се што ќе ви дојде на ума произлегува од вас, од вашите вредности. Бидете меки кон себе, дајте си барем 1 час, ако не во денот, во неделата. Има клиенти кои што не можат тоа да си го овозможат и се растрчани во разни сфери, ни 1 саат во неделата. Да, потребно е да си одвоиме време само за себе. Дефинитивно. И едноставно да правиме работи кои што нам не е тоа можеби себично, туку и потребно, не? Потребно, дефинитивно потребно. Знам дека понекогаш во ова време е и малку не неизводливо, ама јас велам 1 час на 3-4 дена, 1 час, пола час. Ништо нема да се случи. Не е себично како што може би изгледа на прва, рационално е. И потребно, и повеќе од потребно. Да, бидејќи ако натрупаме во себе, а на секој му треба канализирање, без разлика на јачината, нели? Нема такви димензии. Ако натрупуваме во себе, може да излезе кај некој помалку, кај некој повеќе на различни начини. Да, навистина е така. Јасмина, за крај, каде може да ти сконтактираат гледачите доколку сакаат да имаат сеанса или психолошка? Така, гледачите може да ме сконтактираат и ова многу со радост го кажувам. На мој термин достапен е сервис, за тоа јас често некогаш велам пациентите, некогаш клиентите, зависно во која институција ќе дојдат. Има сервис кој што нуди психолошко советување од половина час преку матичен лекар со упат за само 80 денари. Значи тоа може би е на база на психолошко советување и е половина час, може би не е 1 час како во приватна институција, но дефинитивно може да допринесе до подобро ментално здравје. Јас исто така сум вклучена и во некои невладини од време на време ad hoc, како во невладината Синапсис, каде што сум ангажирана за когнитивно-бихевиорална терапија. Така да може да ме најдат на различни места, али мојата, да речам, фиксна работа, мојата главна професија е психолог во поликлиниката МВР. На мој термин. И на социјални мрежи претпоставувам, доколку некој сака може да ти се обрати за да закажете. Да, секако со задоволство. Мене многу ми годеше овој разговор. Верувам дека и на гледачите убаво е малку да се зборува и за менталното здравје, докаде сме да видиме со тоа и оној стрес секојдневен да го намалиме колку што можеме. Многу ти благодарам што беше денеска моја гостинка во Неделен микс. Ти благодарам и на тебе, предизвикувачки беше, така да се ставам во една нова улога за мене, каде што ќе зборуваме малку поинтимни тематики, но дефинитивно беше и многу убаво, значајно искуство за мене. И
ги оставам гледачите да влезат во, како беше, детето во себе и јас ќе го направам тоа со некоја забавна активност после ова. Ти благодарам на поканата. Да, впрочем и тоа е најбитно, нели, да бидеме да возрасти, меѓутоа никогаш она радост искрена да не ја забораваме. Ти благодарам уште еднаш, верувам дека гледачите ќе имаат што да соберат од овој разговор наш. Почитувани гледачи, 2 часа така помина и со моите гости навистина јас уживав, а верувам дека и вие. Неделен микс тука го завршуваме со надеж дека побрзо ќе дојде топло време и дека оваа зима ќе замине и дека ќе размислуваме за оние работи кои што ги разговаравме денеска. До следното видување, бидете добри и поздрав.